Првата звезда на Милан, Рикардо Кака, најави дека сака да остане во клубот и следната сезона, но има и клаузула во која стои дека може без никаква оштета да се замени ако клубот не се пласира во Лигата на шампионите. Милан сигурно нема да игра во Лигата на шампионите следната сезона, па почнаа шпекулации дека бразилецот може да се пресели во некој од тимовите од САД. Верувам дека следната сезона ќе бидеме многу подобри. Сакам да останам во Милан бидејќи убаво се чувствувам тука, изјави Кака, кој беше дел од тимот во периодот од 2003 до 2009 година, а сезонава повторно се врати на Сан Сиро, каде веќе постигна 7 гола на 26 надпревари. Реал Мадрид веќе спреми понуда за звездата на Ливерпул и најдобар фудбалер во премиер лигата Луис Суарес. Понудата ќе биде тешка 85 милиони евра, сума која стои во клаузулата на договорот на уругваецот кој го потпиша пред неколку месеци со Ливерпул. Дојдувањето на централен напаѓач е приоритет на кралевите кои ова сезона го имаат само Карим Бензема, а како негова замена игра младиот Мората, кој сигурно ќе се замени ова лето. Суарес е главна цел на Карло Анчелоти кој сака да направи трио со нишата заедно со Роналдо и Бейл. Уругваецот беше мета на кралевите и минатото лето, но тогаш Ливерпул одолеа на нападите и на високите понуди. Кристијано Роналдо го собри рекордот на Лионел Меси по бројот на постигнати голови во една сезона во Лигата на шампионите. Португалецот во реваншот од полуфиналето во Лигата на шампионите против Бајер Мюнхен постигна 2 гола и стигна до бројката од 16 голови оваа сезона. Претходниот рекорд Меси го постави во сезоната 2011-2012, кога на 11 надпревари постигна 14 погодоци. Кристијано Роналдо сезонава го пропушти дуелот со Галатасарај, па до 16 голови стигна со одиграни 10 надпревари. Реал Мадрид ќе игра во големото финале на Лигата на шампионите оваа година. Тренерот на Сан Антонио Спарс, Грег Попович, е добитник на наградата Ред Оербах за најдобар тренер во сезоната 2013-2014 во NBA лигата. Со оваа награда Грег Попович им се придружи на Дон Нелсон и Пет Рајли на пописот на тренери кои ја освојувале оваа награда по 3 пати. Попович, кој 4 пати беше шампион со Спарсис, доби 380 бодови на анкетата во која што учествуваа 124 спортски новинари. На второто место се најде Джеф Хорначек од Феникс и Том Тибидо од Чикаго. Во 80-та сезона на клупата на Спарси, Попович го предводеше тимот до скоро 62 победи, 20 порази и првото место на западната конференција во основниот дел од сезоната. За Спарси ова е 15-та сезона поред на која имаат остварено најмалку 50 победи во основниот дел, што е апсолутен рекорд во NBA лигата, а ова е веќе 17-та сезона поред во која мамузите од Сан Антонио обезбедија пласман во плейофот.